Си била еднаш една земја во која полињата се белееле. Биле полни со памук, тутун и афион, познати на секаде низ светот. Започнувам како приказка затоа што овој дел од историјата на Македонија денеска е токму тоа, само приказка. Македонија произведувала афион и опиум кој бил најсилен на светот. Дури и до ден денешен, земјите кои произведуваат опиум се уште не ја достигнале неговата јачина. Од давнина македонскиот опиум имал во просек 16% јачина. Најсилниот кинескиот или пак пакистанскиот денес имаат само околу 3%. И иако и тогаш нашиот опиум прво бил представуван како турски, потоа како опиум од кралството Југославија и на крајот како југословенски опиум, сепак и во документите секаде стои дека македонскиот опиум од поврдарието е тој што е најсилен на светот. Во ова досие ќе прикажеме документи од ЦИА кои го потврдуваат токму тоа. Македонскиот опиум бил најсилен, најбаран и се извезувал во целиот свет. Содржал неверојатни 14% морфин. Најсилниот денес има само околу 7%. Ова е еден од документите од ЦИА. Како пишува? Најдобар на светот? Најдобар на светот е македонскиот опиум. Значи тоа било култура која што била профитна, високо профитна. Представувал извор на пари за преживување на семејствата, но и дополнителен, односно вреден, важен извор за финансирање на револуционерите. Но потта на македонскиот земјоделец секогаш ја искористувале други. И многу малку плаќале и своевиден монопол имала државата. А потоа ни го забраниле производството. Влијание на некоја конвенција од Виена, а и под, колку што слушав, неофицијално и под американски притисок било тоа тогаш, да мора да се сузбие тоа производство. Без опиум Македонија велате како Франција без лозје, Америка без нафта. Дали враќањето на полињата со афион е иднината на македонската економија? Во форма на опиумска пита малечка, значи исушена, може да се чува и 20-30 години, а да изгуби минимално од својот квалитет. По градови, пример Велеска, Вадарци, Неготино се рушеа стари куќи. Често ќе најдат таква малечка пита негде скриена на некое место за црни денови. Представувал извор на пари за преживување. Иако не искористувале окупаторите со години, а на крајот пак го сотрале македонскиот земјоделец и полињата со афион, останаа во историјата. Ова досие го посветуваме токму на оваа приказка и прашуваме, може ли македонскиот опиум повторно да го освои светот? Во сите берби на македонскиот опиум помеѓу 1920 и 1932 година биле добиени околу 1000 тони чиста опиумска маса, а во истиот период извезени се само околу 800 тони. Случувањето од март 33-та, кога во притвор се наоѓаат 5 членови на управниот одбор на Стопанската банка за Јужна Србија, можат посредно да ни укажат што тоа се случило со остатокот од опиумот што не завршил во извоз. Во притвор се ставен и директорот на банката Рела Итмановиќ, бидејќи е утврден минос на депониран афион од 32 тони, со што државната хипотекарна банка била оштетена за 7,5 милиони динари. Текот на опиумската афера не ги заобиколува ниту управителите на Велешката и Виничката банка, па така заради тргување со измислени количини опиум од страна на филијалата на државната хипотекарна банка во Скопје, уапсен е и Димитрije Крајничанец. Предмет на истрагата бил само недостатокот од 32 тони, додека преостанатите 150 тони опиум што недостасувале воопшто не се земени на разгледување. Бидејќи до судењето е пуштен на слобода, Крајничанец со семејството преку Рим емигрира и бега во Софија. И грците сакале да се дограбат до македонскиот опиум. Меѓу нив предничи солунската фирма Шалома, чии главни прекупци биле Салватор Мустафа и Менахмем Леви и контраверзниот народен пратеник Влада Пузарлевич. Солунската компанија Шалома, која опиумот го откупувала 70% под пазарната вредност, била присутна на овие пазари цело време. Од грчка страна, фактички по административната поделба на Македонија со Балканските војни, ценејќи ја вредноста и поседувајќи го фактички Солун како град, Солунското пристаниште, односно Солунската фирма Шалома била една од главните која што ги фактички откупувала и прибирала производите на македонските земјоделци, па и овој кој што бил најценет и најбаран, исто така се обидувала на некој начин да го искористи трудот на македонците. Но, покрај силната контрола од државата, македонците сепак наоѓале начин и да го прошверцуваат опиумот и
колку толку на некој начин да си обезбедат материјална екзистенција за себе и за семејството, да нема забуна не во криминални цели, туку навистина обичниот македонски граѓанин, обичен селанец, со производство на македонскиот опиум, фактички имал извор на екзистенција. Како велетрговци со опиум во Скопје се појавуваат Сава Обрадовиќ и сенаторот Спиро Хаџиристич. Спиро Хаџиристич бил и градоначалник на Скопје и тоа во 2 мандата. Потекнува од Западна Македонија, од Тетово, од селото Едоарце и бил мокен опиумски магнат. Покрај трговијата со тутун, тој тргувал и со опиум, а се смета дека моќта во политиката постепено почнал да ја меша и со сопствениот бизнис. Тоа подоцна било и фатално по неговиот живот, застрелан е од незадоволен прекупец. Како на тутунски опиумски велетрговец, главен идол на Хаџиристич му бил швајцарскиот индустријалец Хофман Ларош, кој заработил огромно богатство со продажба на препарат што бил подготвуван врз база токму на морфиумот. Скопје пред војната имало значајна улога во официјалното и дозволеното извезување на опиумот. Извозот требало да биде одобрен со посебен сертификат на лабораторијата на Скопскиот тропски институт, кој се наоѓал во кругот на денешниот клинички центар. Вишоците на македонскиот опиум исто така се движеле по нелегални канали, па југословенските граничари наишле на граф кој што бил филуван со опиум, а фионска смола, скриена во охридска јагула и така натаму. Звучи неверојатно, но во кримчарењето со опиум била инволвирана и самата држава. Па така од 1919 година па се до 30-тите години главни посредници за откупување на опиум биле токму конзулатите на кралството СХС во Марсеј, Париз, Базел, Лондон, Бостон и Чикаго. Кој сакал да купи опиум морал директно ним да им се обрати. И така ги избегнувале посредниците на солунските евреи, меѓу кои била и фирмата Шалома. Дури има и некои податоци дека со шверц се бавела дури и првата македонска фабрика со која потекнува денешен алкалоид. Односно, првата фабрика била на браќата Огњановиќ. Се вели дека во 20-тите години тие шверцувале опиум и наместо шарпланински кашкавал, а толку многу го разграничиле бизнисот што дури и официјални американски лица во 30-тите години ги обвиниле за нелегален шверц, а поради тоа дури и се заканувале на Југославија со ембарго. Дури во пред почетокот на Втората светска војна има изградено и фабрика на патот помеѓу Скопје и Велес за производство на сиров опиум. Има одредени сознанија дека постоеле во Пиринскиот дел на Македонија, односно на територија на Бугарија, фабрики за производство на опиум, кои што според некои сознанија можеби и се занимавале со други активности, но за Македонија овој своевиден бренд представувал извор на пари за преживување на семејствата, но и дополнителен, односно вреден, важен извор за финансирање на револуционерните активности на македонските револуционери. Дека керувале и се финансирале од опиумот се наведени и тогашната македонска револуција на чело со ВМРО. Во архивата на Југославија во Фејтон Ран Балкан од францускиот публицист Албер Лондар од 1931 година се вели дека тој поминал некое време во Бугарија со цел да ги открие механизмите за финансирање на ВМРО. Во анализата вели, имајќи предвид дека ВМРО се до 1934 бил своеврсна парадржавна творевина која на својот грб и буџет имала илјадници луѓе, Лондар заклучил дека механизам за финансирање бил токму нераскинливата врска со кримчарењето на опиум и тутун. За Македонија овој своевиден бренд представувал извор на пари за преживување на семејствата, но и дополнителен, односно вреден, важен извор за финансирање на револуционерните активности на македонските револуционери. Македонската нација во ова време има сериозни премрежја во однос на признавање од надвор, но исто така и сериозни премрежја во борбата внатрешна која се води во македонски политички тела. Народот македонскиот, да речеме граѓани, не само селанец, бидејќи со земјоделска култура во селата главно се занимавале, но организацијата која што своите мрежи, своите канали од 1893 година фактички кога е формирана ги одржувала
водела контрола и на своевиден начин прибирала материјална, односно финансиска корист од тоа што го носела продажбата на опиумот и во многу случаи има податоци каде се наведува дека Македонската револуционарна организација фактички меѓу двете светски војни се снабдувала и поголем дел од финансиите доаѓале од контрола на производство, односно прибирање на своевиден удел и од трговија со македонскиот опиум, но и од трговијата со македонскиот тутун. Во извештајот на директорот на Централното информативно биро за дрога, Русел Паша, Бугарија е означена како центар за кримчарењето на нелегален опиум, што е причина и за серија текстови во југословенскиот печат во тоа време, во кои се ликува над официјалното разоткривање на јавната тајна, дека со профитот од бугарскиот опиум е финансирано купувањето оружје за ВМРО, што своевремено го пренесува и дописникот на Нью Йорк Таймс од Софија. Дополнително на удар се наоѓаат дури и српски политичари кои тогаш одржувале врски со челниците на ВМРО. Меѓу нив имало и неколку звучни имиња од југот. Иако во Бугарија работеле 9 нелегални фабрики за дрога, од кои најголема била сместена во Радомир и била во собственост на известен Методија Лазов. Вела дека најголемиот дел од овој опиум доаѓал токму од Македонија. За вкупно 2 месеци од основањето, од 1932 година, оваа фабрика, која имала име Балканска производна компанија, произвела 1,5 тон хероин, кој потоа со куфери е шверцуван преку некои од најголемите европски пристаништа во Америка. Оттаму бил и заселениот интерес на водечките американски весници за македонската герила и за трговијата со опијати, со пласирањето на синтагмата Балканска Колумбија, алудирајќи на Вардарска Македонија, во опиумската зона која што се произведувал опиумот, Вардар и Пиринска Македонија. Американските дописници од Балканот им го привлекувале вниманието на рамнодушните тогаш европски функционери за ескалацијата на проблемот, кој текако влиеел на Европа. Но тука треба да се спомене и тоа дека Југословенското кралство исто така убаво се стопанисувало со македонскиот опиум. Односно, оружјето кое им доаѓало од Франција и од Русија. Тие немале со што друго да го платат, па го плаќале, како што велат историчарите, со југословенски опиум. А тој опиум бил токму од Македонија. Уште повеќе што, иако се купувало ова оружје со пари од македонските земјоделци, секогаш Југославија представувала дека тие не наоружале и тие помогнале на Македонија да се ослободи, па затоа имале право на нашата територија. Интересно извртување на фактите, нели? Брендот македонски, кој што доминира во документацијата која што е достапна, дека македонскиот опиум е под наводници тој југословенски продукт меѓу двете светски војни, кој што представува во светски рамки до 48% од снабдување на светските потреби. на овој продукт и без оглед на рамката во која што се става административна, како изворно место од каде што потекнува, како народ кој што го одгледува, доминира предзнакот, односно атрибутот македонска земја, македонски опиум и македонците. Така. На иницијатива на Лигата на народите за намалување на опиуманијата во Женева е подпишана меѓународна конвенција за опиум во 1925 година. Југославија беше меѓу 36 земји подписнички на општо незадоволство на македонските производители на опиум. Некои ги критикувале неетичките мотиви на конвенцијата, сожалувајќи ја потта на нашите земјоделци. За нив, тогаш на Србија, без опиум било исто како Франција без лозје, Бразил без гума или Америка без нафта. Под светско влијание, тогаш, нели, под влијание на некоја конвенција од Виена, а и под, колку што слушав, неофицијално и под американски притисок било тоа тогаш, да мора да се сузбие тоа производство. Значи, нема такво, ќе одите, нели, наложено е да се оди на производство на опиум без режење. Бидејќи социјализам, тоа било спроведено релативно брзо во рок од неколку години, макар што по куќите се уште имало залихи, ама уште ги откупувале некој период, се толерирало. И ги запленувале потоа. Да. После само запленување, да. И прво време ги предавале алкалоид дека постоела таа пострака и после ако најдат веќе нема, се уништува во печки, нели. Сега, значи, што сакам тука да кажам, дека кога
значи тој момент е битен сега. Од аспект на здравје, можеби за заштита од наркоманијата, може би било оправдано во тој период да се забрани сечењето или режењето. Меѓутоа, тогаш кога се забранува тоа, испаѓа дека ти, еве, ќе го произведуваме афионот на овој понов начин без режење, меѓутоа не знаеме ние колку има натре морфиум, колку катран има. Значи, јас не знам. Ми го зимаш ти на кило ко суло, а колку е натре не знам. Може би мојата нива ќе ми даде повеќе опиум од твојата. Ако ја класично го произведам, ја повеќе ќе го сработам, ќе го ѓубрам, не знам што, мене ќе ми даде повеќе опиум, ја повише пари ќе земам. Вака, работел, не работел, плодноста нема врска, сите исто добиваат. Значи, Колку и да е силен опиумот, си го купувале топтан на купче и земјоделецот трпи. Така едноставно кажано, да. Во ова време има и многу забележани семени приказни сведоштва дека по донесувањето на меѓународните познати Женевски конвенции за контрола на трговија и производство на опиумот и другите дроги и намалувањето на извозот фактички од Кралството Југославија, многу семејства за ценејќи и знаејќи реалната вредност на опиумот го складирале тајно во одредени магазини, на разни начини се обидувале да го зачуват за некој подобар период каде што би можеле да си ја обезбедат таа материјална сатисфакција која што била реална. Дури велат дека во Македонија било традиција, како што се чувале злато и пари во други земји, кај Македонија колку пари имаш, колку си богат, било колкава ти е питата. Така, колкава ти е питата со опиумот. Но Југославија и Турција ги здружиле силите, бидејќи Женевската конвенција ја преполовила опиумската потрошувачка, се јавила оваа идеја за југословенско-турска опиумска соработка. Бидејќи Турција била една од 14 земји кои не ја ратификувале оваа Женевска конвенција, а и тоа биле мотивите за нејзиното влегување во соработка со Југославија, која имала подредена положба тогаш во овој договор, а опиумот, кој што бил најсилен, доаѓал токму од Македонија. Иако Југославија била подписничка на Женевската конвенција, наоѓала начини, односно се обидувала да соработува со државите кои што не биле подписнички, меѓу кои е Турција. Но сепак влијанието на, пак велам, меѓународните тела и меѓународната регулатива и други некои интереси кои што фактички се воделе кон економско искористување и експлоатација на Македонија во рамките тогаш на Југославија, но и во една поширока регионална целина како извор на ефтина работна сила, на ефтини суровини за некои други цели на овие тоталитарни режими кои што ги набројавме. Но Министерството за трговија и индустрија на Југославија ја увидела оваа грешка и во 1935 година одобрува да се изгради легална фабрика за производство на опиумски деривати, тоа покрај патот Скопје-Велес. Во октомври 1936 година српскиот митрополит ја осветува новата фабрика официјално, а незиниот капацитет бил 35 тони сиров опиум или половина од целото југословенско годишно производство. Она што е изненадило тогаш стручната јавност било што дозвола за оваа фабрика добило претпријатиот Галичник, кое се дотогаш се бавело само со производство на млечни производи на кашкавал. Браќата Огњановиќ, собствениците на оваа фабрика, имале јаки политички врски и така станале првите легални производители на опиум во Југославија. По завршувањето на Втората светска војна, фабриката има третман и капацитет од посебно значење и затоа е под директна надлежност на главната управа на медицинско производство ГУМПРО од Белград. Во мај 1966 година кон Алкалоид, така се викала фабриката, се интегрира и предпријатието за откуп на лековити билки Билка од Скопје. И тука како една целина се обединуваат три основни дејности: производство на алкалоиди, на готови лекови и на билки. Друг значаен момент во овој период е изградбата и пуштањето во работа на новиот погон за екстракција на афион во 1968 година. И тогаш се бараат поголеми количина на афионски суровини. Во статија на американскиот весник The New York Times од 1 април 1973 година се соопштува дека имало иницијатива на југословенските власти за стимулирање на производството на опиум во Македонија, како во времето кога македонскиот опиум бил светски познат производ.
Во тек е кампања која цел има да ги убеди македонските земјоделци да започнат повторно да одгледуваат афион, за враќање на производството на македонскиот опиум како во деновите кога тој беше светски познат производ, со кој што се тргуваше на пазарите во Цариград, пишува весникот. Денес афионот, односно опиумските видови, може да се одгледуваат само со посебна дозвола на надлежните државни служби и тоа под строг надзор на власта. Кај нас уште од 1973 година со закон е забрането за секувањето на афионските чушки за добивање на опиум. Клучниот закон е донесен 1973. Значи до 73 можело да се реже афионот кај нас се уште и како пити опиумски, нели, да се продаваат на алкалоид. И тогаш алкалоид ги купувал. И после во една стара постројка, што сега не мислам ја немаат веќе, и го екстрахира на класичен начин, а сега малце на подруг начин. Меѓутоа, под светско влијание, тогаш, нели, под влијание на некоја конвенција од Виена, а и под, колку што слушав, неофицијално и под американски притисок било тоа тогаш, да мора да се сузбие тоа производство. Значи, нема такво, ќе одите, нели, наложено е да се оди на производство на афион без режење. Откуп на афион, афионови чушки за производство на опојни дроги може да вршат денеска правни лица кои имаат одобрение и се регистрирани од Министерството за земјоделство. Во Македонија единствен откупувач на компанијата Алкалоид. Кај нас, значи, единствена фирма која, рекоме, се бави со откуп на афионова чушка и производство на алкалоиди е Алкалоид. Сега они се единствен производител на семе за него и моментално во аптека е една сорта која се вика Алкалоид 1. Така и името. Сега таа сорта се гледа да се одржи по квалитет, значи да не настане некоја дегенерација со смисол на намалување на содржината на морфиум. Значи они ја одржуваат. Точно колку има не знам, ја не можам да кажам, бидејќи се тоа нивни податоци, они не ни ги соопштуваат јавно, ако ви ги кажат таму нешто, тоа е друго. Значи, они се, порано они директно се бавеа со откупот, меѓутоа сега они тоа го дисперзира, има подизведувачи, 6 фирми, 7 из Македонија, не знам точно, они си ги знаат и имаат пренесено овластување врз нив. И тие склучуваат договори за производство на афион, тие се слични како договорите за тутун, значи има име, презиме, МБГ, производител така. Катастарска парцела, се пишано, местност викана. Значи, и после тоа, нели, производителот кој ќе склучи договор, оди во подрачната единица, мора да го пријави производството. Значи, по склучувањето на договорот и после сеидбата. За да не се дојде до злоупотреба, веројатно, да. И после земјоделскиот инспектор излегува на лице место и констатира дали на тоа место е афионот, да, одговара сето тоа, површината одговара, успеан и успеан. Ако не е успеан, може да измрзне, нели? Он го вика уште еднаш инспекторот да каже дека таа површина не постои веќе. Иронија е што производството на афиум во Македонија според информациите не задоволува. Во одредени години кога површините биле на ниво околу 1000 хектари, тогаш тоа било доволно. Но во последните неколку години поради намаленото производство се појавила потреба дури од увоз на афионови чушки. Површината со афиум бележи тренд на намалување низ годините. Во 2009 година, според статистичките податоци, биле ожнеани 618 хектари, а во 2013 година се ожнеале само 103 хектари. И наместо да ги искористиме природните погодности и да извезуваме, домашната фармацевска индустрија сега е принудена да увезува афионови чушки за да ги задоволи своите потреби. Најголем површини по 45-6 година сме имале негде до 3000 хектари под афион. За сега да ни се намалат под 400 хектари. И сега прашањето е зошто тоа ни се случува. Па ќе се обидам некако да кажам некое моје мислење, може и другите ќе си кажат некое свое мислење. Значи, прво имаме голема депопулација на селата, а имајќи го предвид фактот дека кај нас афионот претежно се произведувал на мали површини, кај индивидуални производители, а едно време додека постоја големите земјоделски зикови комбинати, нели, и во нив се произведуваше, нели, афион. Меѓутоа, сепак има многу пак рачна работа. Значи, на мала површина сењето мора да биде рачно,
прашењето е мачно, 3 пати треба да се праши со специјални мали прашачки, мали мотичиња, значи. Треба да се испраши, и ако не се испраши, травата ќе го уништи. Понатаму, да речеме, на мали површини сега не се зарежува, него треба да се открши чушката заедно со едно делче, дршката, заедно, да се изнесе од таму, после да се искрши, да се оттргне семето од чушката и посебно да се раздва. Значи има доста рачна работа, макар што кога беа зиковите, имаше и комбајни прилагодени за берба на афион, направени, меѓутоа тоа сето се уништи, не постои ништо сега тоа. Значи една пречка е прво што немаме население веќе по селава, младо кој би работело, значи тие генерации што некогаш работе афион сега имаат по 80 години, тие луѓе веќе не работат. Младите не сакаат да работат афион, па веќе и не сакаат и тутун да работат како што некогаш се работеше. Значи ни отидува во странство или не знам што така да речем, или си седи дома, едноставно не сакаат да работат, не сакаат и тоа е една од причините што имаме ограниченост во тој дел. Втора причина можеби е ниската откупна цена, бидејќи ние имаме само еден откупувач на афионова чушка, во моментов тоа е фабриката Алкалоид тука во Скопје, која што располага и со постројки за екстракција, на алкалоидите после тоа од чушката. Тоа е како процес, некој затворен. И она практично ја диригира цената на чушката. Значи она прави договори и ја фиксира цената, додека семето е афионово на либерален режим, значи може да се продава слободно и цената му варира зависно од годините, од поборувачката, многу, од 60 до 100 денари може да биде килограм. Не е некоја висока цена тоа сепак, со оглед на тоа што е многу ситно семе, додека во малопродажба оди до 200 денари, мали пакувања. Ако се купуваат и 200 денари оди килото. Во Националната стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот од 2007 до 2013 година се велеше дека моменталното домашно производство на афионови чушки покрива само 30% од потребите на индустријата, а преостанатиот дел се покрива со увоз на суровини од Шпанија и Австралија. Во светски рамки трговијата со тие опојни препарати ја држат и фармацевски корпорации, големи, од светски размери. Така да сепак алкалоид, колку и да е јак за овој простор, он е сепак мал за тие. Значи има над него други, кои што, пример, имаат и големи површини. Да речеме, компанијата GlaxoSmithKline има големи површини со афион во Австралија. Може ли афионот повторно да биде црно злато за Македонија? Гарантиран откуп, зголемување на извозот и привлекување на странски инвеститори се само некои од придобивките што може да ги има оваа наша земја од враќањето на афионот на македонските полиња. Златко Арсов, професор на Факултетот за земјоделски науки и храна, вели дека во светски рамки производството на афион го држат големите фармацевски компании кои го контролираат пазарот, но нив некако ги нема кај нас. Ми е малку чудно што не се заинтересирале овие големи фармацевски компании за македонскиот опиум, ако веќе бил толку познат. Не знам, ние очекувавме со овој плуралистички систем дека ќе влезе и некоја таква компанија која што влегува странски за тутунот, ама очигледно никој не влезе. Наводно слушав ја некои моавети порано дека некои се интересирале да организираат производство на афион, ама тоа како некои несериозни луѓе или фирми, кој демек чулеа и ќе има профит. Никој од овие големите. А никој од големите, што е можеби штета. Можеби ако би имало две куќи конкурентски, би било поинаку сето тоа. Некој ќе нуди може повеќе, подобри услови од другиот или не знам како. Па ќе се развие, Па да. ќе се развива. Вака имаме еден, значи тоа е и он си има своји потреби, колку му се он си ги знае, на годишно ниво. Дали он не може да извезува повеќе тоа во светот, не знаеме тоа. Они треба да си окажат дали има лимит некој, дали не може од другите поголеми компании да просперираат повеќе, Има Така, веројатно. разни фактори од сето тоа. Така. А дека светот има потреба од опиум и афион, говори и фактот што гигантски фармацевски компании веќе подолг период ја притискаат Австралија да го прошири производството на афион, поради огромниот пораст на побарувачката за медикаменти против болка.
Рик Роклиф, оперативен менаџер на Johnson & Johnson Tassal калоиди во тоа време, за ABC изјави дека клиентите се загрижени поради тоа што нема доволно слободна земја за одгледување афион. Според бројките на Обединетите нации што ги објави Financial Times, побарувачката за медикаменти против болки тројно се зголемила во периодот до 2012 година. Денес во светот дневно се консумираат 14 милиарди дози на овие лекови, а Австралија држи 49% од светскиот пазар за лекови против болки. Зошто дел од овој колач да не земе и Македонија? Има закупено површина Зошто у не во Пакистан. Македонија? Ако веќе се знае дека е овде појак. Па, да речеме, може би одат на истокот поради ефтина работна сила, помалку законски рамки, помали контроли, сето тоа, нели? Кај нас е сето тоа, нели, диригирано, регулирано, односно со законот за опојни дроги и психотропни супстанции. Таму е влезен како дел афионот, па се и конопот ќе влезе, овој за марихуана што е. И така да тоа се законски регулирано кај нас. Например, кога доаѓале некои експерти, баш со еден разговарахме, он бил експерт во Лаос и во Бурма. А и тие земји се производители на опиум и на хероин, нели? Таму, он каде што го носене, нели, какви се тие држави, тоа било на скришни места. Афионот го одгледувале и за илегална намена. И ние кога му кажавме дека ние произведуваме афион, па вика кај го произведувате, по планините или на скришно место? Нема врска, викам како. Се е регулирано, значи има и непознавање големо. Дека го има кај нас. Да, дека го има. Така. Човекот Мислите беше ли французин. Значи, ете, он не знае. Инаку афионот се наоѓа и на државниот грб на Македонија, а постои мит дека името на семето мак потекнува од името на нашата држава Македонија. Па би било непроценлива штета културата да исчезне. Ние мора да си ги негуваме некои традиционални своји производи, да речеме прочуена македонската ракија, бела, жолта, мастика, не знам што. Тоа треба да се оди. Вината ни се добри. Имаме градинарски производи добри, пиперка, куртовска капија, домати, не знам, па јаболка, па од нив некои преработки веќе у светот се пласираат и станати се познати. Значи, ние не треба да го заборавиме земјоделието и преработките. Значи, треба да имаме на повисок степен на финализација и паралелно со се и земјоделието да оди. Значи, овој систем на субвенционирање да остане. Значи, ако не се дава на земјоделецот, ја не знам кој ќе остане веќе по селата и кој уопште ќе работи. Шекерната репка, сончоглед, афиум, соја, лен, памук, сусам, маслодајната репка. Дел од овие индустријски култури се комплетно исчезнати од македонските ниви, а дел се помалку и помалку се сеат. Од друга страна, Македонија троши милиони евра за увоз на финалните производи токму од овие индустријски култури и покрај тоа што имаме услови за домашно производство. Уште позагрижувачко е што во еден официјален документ стои дека се открило дека секретот од македонскиот опиум се зголемувал со оглед на тоа колку повеќе години се произведувал и дека токму поради тоа можело да се утврди староста на афионот. А ако престанеме да го произведуваме, ќе престане и оваа нишка. А со тоа ќе изгубиме и значаен дел од македонското историско наследство. Што би посакувале вие како земјоделски факултет и вие лично како експерт по овие полиња, која е вашата идеја што би посакувале да се случи? Како Не би сакал да земјоделците бидат среќни и богати. Како интересни факти за опиумот. Парацелзус, почеток на 16-тиот век, го нарекол опиумот камен на бесмртноста. Вела дека го користел редовно и дека всушност тој дал рецепт за изработка на тинктура од опиумот. Лекарите со задоволство го прифатиле неговиот лек, кој бил во капки, а бил благотворен за болки, тежок облик на грчеви, упорна кашлица, неухранетост, душевно растројство и многу други. Лекот е препишуван и станува редовен придружник и на многу славни лица. Малку е познато дека Томас Џеферсон, третиот американски претседател, творецот на Декларацијата за независност, на имотот свој во Вирџинија одгледувал опиумски афион. Историчарите утврдиле дека тој го потребувал за здравје се до својата смрт. Перси Биш Шели, најпознатиот англиски романтичарски поет, во еден период не можел без овој опиум. Шели е маш на познатата писателка Мери Шели, која е автор на Франкенштајн, за која не се знае точно дали го користела овој стимуланс, но јунаците на незините романи уживаат во него. Нивниот голем пријател, Лорд Бајрон, не криел дека опиумот го вдахнува и го инспирира. Шарл Болдер, Артур Рембо, Жан Кохто, Артур Конан Дойл, Луис Карол, Едгар Алан По,
Чарлз Дикенс и Џон Китс се само мал дел од големата група на уметници кои биле инспирирани токму од опиумот.